почитувана јавност, почитувани колеги пратеници, најпрвен сакам условно кажано да ја честитам на владата за денешниот успех кој што осомна уште од почетокот на денот на сите насови на медиуми, а тоа е дека последнава година за 5 места, а од кога сте на власт последниве 3 години за 45 места сте потонале на листата на Transparency International за справување со корупција. Па сега сме вака во елитно друштво со Гамбија, Танзанија, Буркина Фасо, Колумбија, што значи дека цел владен кабинет, сите луѓе кои што сега тука треба топтан да си поднесете оставка ако имате и најмало чувство за етика и морал, затоа што оваа институција не ја контролира ниту Бојан, ниту Никола, ниту Дафина, ниту ВМРО ДПМН, туку ја контролира институција со реноме, чии што анализи и ранкинг листи се потпрени на ревностни анализи, анализирајќи ги сите теченија во општеството. Заврши театарот кој што го правите од Сабајле и оние нарачани прашања со кои што му сервирате на премиерот одговори за да може да го купи денот за да ја покрие оваа тема, ама време е за реалните прашања кои што го мачат народот. Колку и да сакате да избегате од темите, дека тонете во економијата, во социјалата, во здравството и во правосудството, нема да успеете преку вашата моќна пиар алатка да го покриете размислувањето на народот дека оваа влада е најнеспособната влада во историјата на Република Македонија. И јас ќе поставам 3 прашања до обвинителот, до министерот за внатрешни работи и до председателот на владата. Македонската јавност, почитувано обвинителе, беше сведок на несреќа која се случи во Струмица за време на новогодишните празници со пожарот во дивоградбата на Зоран Заев, трговскиот центар Глобал. Се уште од истрагата не видовме ништо, кои се причините за пожарот. После овој настан имаше многу нејасноти околу истрагата, неисправни ПП апарати за доцната истрага. Прашањево ми е следното: дали постоеле тие два важни и клучни елаборати за градба на јавен објект, а тие се однесуваат на противпожарна заштита, односно како е регулирана хидранската мрежа и системот за ПП заштита, како и за заштита од ударот гром. Хидрантите биле нестандардни, а противпожарните екипи заводно се обидувале да се поврзат и побрзо да се справат со огнената стихија. Јавен објект во кој што дневно циркулираат илјадници луѓе нема пропишан стандарден противпожарен систем, нема хидранти. И јавен објект, трговски центар, кој што по сите закони мора редовно годишно да биде проверуван, ПП системот и заштитата, јавен објект со кој што стопанисува општинското јавно предпријатие. Општината и јавното предпријатие кое што стопанисува со Глобал бегаат одговорот кој бил одговорен за долгогодишните законски проверки на ПП заштитата, односно на тој систем. И клучно кое што вие и вашата институција мора да го одговори. Кои се лицата заради чие што несовесно работење се пеплоса овој трговски центар, а со години живот на огромен број луѓе биле доведувани во опасност? Прашањето за министерот за внатрешни работи е следново: удривте врз народот, растуривте карневал заради исмевање на политиките кои што беа продуцирани од вашата власт, кои што беа исмевани на карневалот кој што беше одржан на отворено. Со полиција насилно и брутално се растеруваа учесниците на Вевчанскиот карневал, традиција долга и илјадници години. Власта молчи за фештите кои што ги правеа функционерите на СДСМ во Штип, на забавите среде Скопје, во локалите блиски до власта, за роденденските прослави во институциите, за десетици други примери на прекршување и на собири. Исто така полицијата растури собир покрај оган во скопското село Ѓорче Петровско Орман и приведе десетици лица за палење на ваквите огнови. Во селото Орман беа уапсени десетина лица заради палење на таков оган и вие по кој знае кој пат покажавте сила врз граѓаните. Функционерите од власта секојдневно ги кршат мерките за заштита од COVID-19, а за тоа не видовме ниту една изречена казна или па некакво приведување. Ама за тоа граѓаните за минимално прекршување се апсат и се замолчуваат. Зошто власта молчи за фештите кои што ги правеа функционерите на СДСМ во Штип? Дали некој е санкциониран и со колкава парична казна и по кој член? Зошто власта молчи за роденденските прослави во институциите за роденденот на еден, тоест на председателот на ДУИ? Зошто функционерите на ДУИ плаќаат по 20 евра, а граѓаните по 2000 евра казна?
Прашањето за председателот на владата Зоран Заев. Фондот за иновации и технолошки развој во последниве години стана златна кокошка за функционерите од СДСМ. Па имавме можност да пресведечиме од еден скандал каде што Цветанка Васкова, понатаму само дозволете Кочо Андјушев, Хари Локвенец, па дури и вие преку една фирма во која што со мешовите измешана собственост, оние ваши добро познати шеми сте профитирале од тоа. Директорот на Фондот за иновации прави криминал од 200.000 евра за да подкупува и да се појавува на медиумите. Коста Петров, кој што е подпредседател на СДСМ и директор на Фондот за иновации, склучил рамковен договор со две маркетинг агенции во вредност од 200.000 евра. Малку му била една, па склучил договор со ушедна само за да си ги снима интервјуата исподчинјата во Фондот за иновации. За на крај, пред само неколку дена, Коста Петров јавно на национална телевизија призна дека направил кривично дело. И речи, замислете, ако сум направил кривично дело, извини. Може би тоа во некој систем на вредности во справување со правдата поминува. Ама оваа држава има закони. И покрај тоа што немате навика да ги почитувате, прашањето до вас е следно. Дали вие ќе побарате оставка или ќе го разрешите Коста Петров за ова очигледно признаено дело кое што е спротивно на законите и прописите? Дали вие ќе го почитувате заклучокот донесен на 24-та седница на владата во 2017 година и ќе побарате одговорност од Коста Петров? Ме интересира уште една работа. Дали една од агенциите која земала од овие 200.000 евра за тендерот на бригада дизајн, нејзино челно лице е Бојан Ивановиќ, имено советник од редовите на СДСМ во градот Скопје? Ви благодарам. Процедурално